Кебаб за работникот, бифтек за власта. На годинашниот првомајски протест пред владата замирисена скара. Многу скромна, ама зачинета со остри критики кон власта. Првомајски синдикалците на улица го кренаа гласот. Велат за вас 2000 денари дневно, за работникот 2000 денари месечно. Ние како работници не се откажуваме. Како за нив, така за нас. Нека ги намалат они платите, ние нема да бараме. Но интенцијата е да се зголемат платите на сите работници, бидејќи гледаме во какво време, не време живееме и тие пари колку се потребни. Реагираа дека 60 часа работа неделно е враќање во 19 век. Со овие пораки се маршираше од пред зградата на ССМП се до владата, каде и годинава се испратија пораки за заштита на работничките права. Не ми се сликајте со шлемови и лечиња. Еве ви ги дојдете со нас во први редови, заедно ќе работиме. Дојдете да видите дека не се издржува на ова сонце да се работи како вие што мислите во вашите удобни фотели. Како не ви е срами арам лево што го носите дома од потта на овој работник сега тука што ви ги праќа овие пораки. Ајде македонски работник еднаш исправи се и достани ја кршеа кичмата овие 30 години. Синдикатите побараа достоинствена плата и фер услови за сите, а не манипулации и тиштење на јонако сиромашениот работник, кој спасот го бара во странство купувајќи билет во еден правец. Мора да биде ова почеток на една голема синдикална пролет, мораме да бидеме обединети, бидејќи нема да има кој да ги лечи, нема да има кој да ги брани, нема да има кој да ги школува нашите деца. Сите ја напуштија онаа наша патена Македонија, заминавме да градиме туѓи економии. Секаде македонскиот работник го ценет како најквалитетен работник, само ние на нив не им чиниме. Епа не може веќе. Дека лошата состојба на работниците и натаму е непроменета, алармираа и од Конфедерацијата на слободни синдикати. Вела дека 5 години се кршат колективните договори и закони, а подобрување на состојбата на работникот во државава никако да се промени. Кебапче за работникот, бифтек за власта. Тоа нити е правда, нити е правичност, нити е еднаквост. Да за пристојна плата, да за пристојна работа, да за пристоен живот. За тоа сме ние овдека денеска. Тоа денес го немаме, од утре натака ќе го бараме се пожестоко и пожестоко. Од синдикатот на полицијата рекоа доколку не биле заканити притисоците врз вработените во МВР, на протестот ќе имало многу повеќе луѓе кои се незадоволни од сопствената држава. Измислувате кривични пријави, се мешате во независноста на синдикатите, малтретирате синдикални представници и што ли уште не, но не успеавте да замолчите. Денес Министерството за внатрешни работи мака мачи да вработи нови вработени. И како да не биде така, кога основната плата на полицаец денес изнесува 250 евра или 15.000 денари. Синдикатите предупредија дека ако работниците не добијат пристојна плата и нормална живеачка, ќе следи жестока пролет со серија протести. Во знак на револт, пред да си заминат, ги фрлија заштитните шлемови на тревникот пред собранието.